Здраво, Шкорпи! Добро дојдовте и ајде да видиме каков ќе биде октомври за вас. Продолжуваме како и досега генерални таро толкувања за Шкорпиите, месец октомври овде, но со тоа што се генерални, сами знаете дека зборуваме за сите. Значи зборуваме за многу од вас и многу полиња од животот, а тоа ни кажува што дека не може се што ќе чуете да се однесува за вас. Значи има тука некои пораки што се за вас, очигледно за тоа и сте дошле до ова видео, но не е се. Затоа обидете се да си препознаете она што е ваше, јас ви посакувам да ви помогне, да ве води. Она што не е, отфрлете и не му обрнувајте внимание. Пред да започнеме, да ве потсетам, лајкувајте, коментирајте, споделувајте. И овој пат ќе доделиме бесплатно тарот, лично тарот толкување за некои од нашите верни следбеници. Значи, заследете на каналот и среќно, може вие ќе бидете добитник. Ајде сега да видиме што ќе донесе октомври за Шкорпиите. Некои шкорпии, не сите, некои, ќе се препознаете, вие неодамна сте имале некаков голем конфликт. Вие сте имале неодамна некаква страшно голема расправија. Овој конфликт и ова расправија може да се однесува на се, вие си знаете на кое поле, дали е во љубовта, дали е со партнерот, дали е на работа, дали е во некаква институција, во соседството, значи буквално од најмалите можности до најголемите може да треба да се земат во обзир. Затоа вие знаете. Овој конфликт, ова расправја за некој од вас сега била можеби за некакви финансии, за некои пари се случила. Не за пари, туку за недостаток на пари. Од тука доаѓаат овие конфликти, овие расправи, овие битки, но вас во октомври толку многу ве повредуваат, толку многу ве чуваат на состојба на тага, безнадежност, болка, буквално душата ви гори, душата ви гори, срцето ви гори, повредени сте. Не знаете до кога ќе можете да издржите во оваа ситуација и во оваа ситуација на болка и повреда. Ова што се случува можеби со повеќе мина, можеби 5 мина сте, можеби тројца сте, можеби сте само вие и партнерот. Како и да е, ситуацијата е многу тешка засега. Може да биде се, може да биде кај некој од вас, може да се работи па само за некаква повреда, вие правејќи нешто на работа, работејќи нешто сте се повредиле, можеби некој од екстремитетите сте повредиле и сега тоа ве спречува, ве става во состојба на стагнација, не можете да продолжите да работите и тоа толку многу ве плаши и ве обзема што дури најцрни мисли ви доаѓаат. Она што се случува во вашата глава и во вашето срце е многу лошо. Ситуацијата не е толку лоша колку што вие ја замислувате и вам ви изгледа. Да, не сакам да намалам ничија болка, ничи проблем, но верувајте дека премногу мисли вложувате, во премногу се плашите. Еве. Некој од вас кажав, сте повредени, можеби екстремитет. Но целокупната состојба не е толку лоша за вие да ги замислувате најлошите, најстрашните нешта, најцрните. Не е до толку, но ете, такова е ситуацијата, многу ве повредува, можеби тоа што треба да се изолирате, можеби тоа што не смеете сега да работите ве плаши, од тука доаѓаат расправите околу финансиите, но друг избор немате. Вие најдобро е сега да се изолирате. Можеби ова што ви се случува има некоја поголема цел,
нешто друго вие треба да дознаете дома, да направите дома, да се случи дома. Во оваа состојба на стагнација, на пауза и на неактивност, нешто друго ќе се случи, но многу поголемо. Ќе дојдеме до тоа на крајот. А секако дека ќе се случи оваа пауза, ова повлекување. Ова повлекување и изолација. За некои од вас ова е само нешто судски, некаков судски спор, конфликт. Нешто во кое сте се максимално вложиле и буквално сега мислите дека е ова крајот, дека не можете веќе ништо повеќе околу ова. Дојде на крајот, толку, сега се чека одлуката. Морам да ви кажам дека одлуката ќе шокира многу мина. Она што се случува во октомври, она што ќе се случува воопшто, без разлика дали е судски, дали е дома некаков конфликт на работа, дали е по здравјето, тоа ќе шокира многу ми. Но, како ќе шокира, на кој начин? Овде вака зависат работите од вас, изгледа. Работите многу ќе зависат од вас. Затоа што постои овде некоја порака за вие, кој ќе се обидете да го чуете повикот кој доаѓа. А тој е повик дека треба да одите, не да одите наспроти бранот и да се борите овде, да се борите во нешто во кое не можете да излезете, туку да одите заедно со овој бран, да прифатите се што доаѓа, да го поднесете ова што доаѓа и да ја отворите душата и срцето. Буквално да бидете ранливи, да бидете отворени пред светот, па што и да се случи. За тие, таквите од вас, циклусов многу побрзо ќе заврши и ќе заврши многу подобро и полесно. Но за тие што ќе се опирате, кажавте што ќе одите наспроти бранов, што ќе сакате да се судрите, кај вас ќе биде многу потешко, затоа што кај вас може вие да се судрите со некакви корупции, може да се судрите со некакви мојки, помокни луѓе, може да дојдете до судир и ќе биде уште потешко. Да, јас верувам, вие мислите дека сте сега силни, си го имате знаењето, ресурсите, можностите, меѓутоа има некој можеби уште посилен, помоќен, затоа внимавајте. Ако е нешто судски, кажав, може да се судрите со некаква корупција. Внимавајте, бидете внимателни, што значи или отворете се, бидете ранливи, прифатете се што доаѓа, или изолирајте се. Ова се единствените пораки за вас. Изолирајте се, повлечете се, таму нешто ќе се случи, нешто многу големо. Таму во вашата изолација вас судбината некако ве тера да се вие изолирате со сила, ако е потребно, и дури ако е потребно и повреда ќе се случи, само вие да се изолирате, затоа што таму во вашата изолација нешто ќе се случи, нешто многу големо и многу убаво. Она колку е лоша ситуацијата сега и она каков е исходот, нешто неверојатно. Токму и затоа се одлучив да зборувам сега за оваа порака, затоа што обично не сакам лошите нешта да ги споменувам, меѓутоа мене самата ме изненади исходот. Нешто многу убаво вам ќе ви се случи, меѓутоа кажав како. Ако не се опирате и ако се повлечете. Ако се повлечете, но никако повлекување во вашите мисли, таму каде што се стравовите и опасностите. Не. Туку таму каде што ќе бидете ранливи, ќе си отворите душата, таму во вашиот дом, во вашето семејство, со најблиските, нешто многу ново, нешто многу убаво, свежо, нешто што ќе ве врати, конечно ќе ве врати, ќе го почувствувате тој бран, таа свежина која доаѓа. Исходот ќе биде фантастичен, колку и да е лоша ситуацијата, не грижете се, затоа ви кажав да дојдеме до крајот, ова е тој крај. Да не се грижите воопшто, не се плашете, не е ништо страшно, ќе биде многу добро на крајот за вас. Други шкорпии, нешто во домот ви се случува, но нешто многу убаво. Ако сте вие машкото што ја слуша пораката, тогаш вие дома ќе донесете невеста, или пак ако имате син, некој во вашиот дом кој треба да се жени,
Во октомври се подготвувате за прослави, свадби, венчавки, нешто убаво доаѓа во вашиот дом, нешто многу убаво за вас, за вашите деца, како и да е, нешто прекрасно. Други шкорпи, јас гледам некој овде во униформа, може би вашата работа или работата на некој ваш близок бара да се носи униформа некаква, било каква. Овде главната личност е овој што е во униформа, тој оди некаде, си ги собрал куферите и заминува. Може би некој го напушта домот заради работата, кариерата, заминува некаде и она што ќе му недостига, она што останува позади се децата, најмилите, многу ќе ви недостигаат, ќе вам мачи од време на време носталгија, но ова знаете со какви цели, со големи цели и ќе го издржите и ова, ќе помине, ќе може би е сега подолг временски период, треба да бидете отсутни, но за сега единствено што ќе се случува, ќе ви недостигаат децата. Некои од вас, некои сте многу далеку, некои шкорпи сте многу далеку на некои други крајеви од светов и ќе донесете од таму многу богатство, многу знаење, многу успеси. За повеќе пораки гледам некои што е далеку, многу далеку, или доаѓате или заминувате, за секого е различно, вие знаете како е, меѓутоа јас имам една порака овде за сите вие што сте далеку, или што одите, или што се заминувате, вие треба да внимавате на активностите во вашиот дом. Некој дома нешто прави, крие, сокрива од вас. За жал, тоа е пораката, морам да споменам, затоа бидете внимателни. И бидете најмногу внимателни на оние луѓе на кои најмногу надеж полагате или на оние луѓе кои ги ставате на пиедесталот. Може би не ви мислат на нешто најдобро. За некои повозрасни шкорпи гледам загрижено заради постапките на некој ваш, може би керка, може би внука, прави нешто, ќе направи нешто многу големо, очигледно заминува, се сели, си ги собира куферите, може би таа носи униформа, не знам, и вие се грижите за еднината на децата, на внучињата. Не грижете се ова еден пат низ кој треба да се оди, одлуките на сите се добро смислени, затоа вам нека не ве загрижува ништо. Драги шкорпи, јас се надевам уживавте, јас се надевам најдовте нешто што ќе ви даде надеж и до следното. Чао, чао!